несвесни. Дали Мицковски премиерот работи по диктат од надвор, од некои структури, од не знам какви елити европски од ова, или не работи по диктат, сам што се вика онака, ги влече конците на политиката. Значи, можеме тука да седнеме, да паламудиме, некој ќе рече, абе, по диктатците се исти работи, друг ќе рече, не бе, не, патриотска линија е Мицковски, ово, она. Има одговор на тоа прашање многу едноставен, дали работи по диктат или не. Само слушнете ги, прочитајте ги, следете ги, пропагандните гласила на противниците на Мицковски, на премиерот на ВМРО, од опозицијата. Дали е СДС, дали е Дуи, дали е Певица, дали е овој, дали е оној, дали се некои така наречени независни новинари кои кобајаги пукаат од своите портали како независни, интелектуални и така натаму, а уствари се дел од оваа пропагандистичка камарила. Ако ги следите тие портали и ако видите каква омраза, каква нервоза еманираат, зрачат во етерот, потоа ќе сватите дека Мицковски не е играч кој што работи по диктат, кој што прифаќа диктат, кој што спроведува нечи диктат. А таа нервоза што излегува кај овие пропагандни гласила, медиуми, како сакате кажете ги, многу лесно се гледа по нивниот наратив, нивната риторика, нивната, ако сакате, и како да го вика тоа, вординг, вокабулар што го употребуваат, ќе сватите колку таа омраза и колку таа, како да ја кажам, тој страф, таа нелагода, тој оче, би рекол, таа безидејност да се направи нешто конкретно за да се заземе место во политичкиот простор, со цел да се урне кредибилитетот на премиерот и на ВМРО ДПМН, гледате дека е резултат токму на таа безидејност. Таа нервоза, тоа постојано барање Тошковски да си даде министрот за полиција за внатрешните да се даде оставка, иако реалноста зборува друго, дека у огромен процент за овие година колку си повеќе на власт го намали криминалот во Македонија, многу наркобанди стави под контрола, многу луѓе заврши во затвор по разни основи. Последното е ова што беше Пуленов на, ја да употребам збор Пуленов на СДС, ова како се викаше за Еразмусова за иновации, што кажа, како се вика, не е битно, организација, институција, која што беше Пулен на СДС и на Дуи, каде што се краде енормно многу пари во нивно време, каде што се злоупотребуваат и европски фондови, благодарение на таа партизирана клиентелистичка мафијашка структура во СДС и Дуи, каде што буквално беа давани пари на мене, на тебе, во нивни речник на наши деца, на мои деца, за да се истиснуваат парите, сите оние од тие фондови европски, од кај што ги добиваше нели организацијава, а на сметка на тој криминал што се правеше со разни криминални договори вамо тамо, најчесто страда на вистина талентирани млади луѓе кои што заслужуваат да добијат многу стипендии, да добијат шанса, странство останаа скратени за тие пари. Отиде таа во затвор, 2 години ја судија, некои обвинени ја ослободи, ако моје мислење е дека повторно тука обвинителството или кој да е зад него заштити многу повисоки личности од ДУИ и СДС кои што требаше да заглават, но многу повеќе години од оваа во затвор, но очигледно во интереси на некои не си играме папавање, но на некои битни луѓе, може би од надвор им одговараше таа бандитска структура да биде скриена, па затоа обично во такви ситуации се отпираат жртва на јак. Но малце се оддалечив од темата, значи ова беше за тоа и ред други министри бараат оставки, од премиерот бараат оставки, иако до сега не видовме некој голем коруптивен скандал во ВМРО ДПМН е поврзан. Значи горе доле за до сега она што сме го гледале како пример во Македонија, ВМРО ДПМН работи страшно транспарентно. Тие муабети за милиардата на Орбан, за не знам колкуте милиарди од Британија, тие муабети за мигрантите, демек сега овие со британците што не дадоа милиарди, па Мицко договарал под радарот, договарал мигранти да ни се доселат во Македонија. Мислам, преку таквите наративи што ги следите на овие опозицијски медиуми, ќе сватите колку се тие во паника и колку се нервозни, кои факинг мигранти бе, тие ништо не добиваат овде кај нас, значи нема зашто да дојдат овде кај нас. Прво,
немаат причина зашто да се задржат. Тие едва чекаат ден-два тоа ќе дојдат у прифатните центри кои ќе ги фатат, значи само гледаат прилика можност да искористат да избегаат негде нагоре да им се бувнат нови идиоти негде да го кои сака да ти дое поготово мигранти, мислам Македонија каде. Значи не ги баваме ние тука како што ги баваат горе Германија, Мерманија, Норвешки, Дански, нема дека ништо не можеме да им даеме, ништо не добиваат, така да нема зашто да. Но тие наративи што ги гледаме од тие медиуми, тој постојано, так дека ништо не е добро, има такви неколку медиуми кај што да ги слушаш нив, мислиш готово следниот сантим што ќе го направиме, не цел чекор, него сантим, значи не знам, 100 дел од чекорот, појма не. Што ќе го направиме дека готово отидовме амбис, такво чувство имаш, значи ништо не е добро. Значи ништо не е. ВМРО да памет кој се на власт. Не бе, тоа све што е направено, тоа е све готово, пропаст. Рикнавме Титаник, више тонеме сите, тоа сме потонети, али мислиме дека не сме. И потоа ќе сватите по нивната нервоза, по нивниот наратив, нивното постојано би рекол пореметено гракање дека ништо не е добро, ништо не е направено, дека све е во колапс, во слободен пат. Ќе видите во сушност дека во суштина дека се прави страутна обланда во јавноста, таа да се замаи, да се дестабилизира ако сакате, да се направи несигурна, дека се наоѓа во рацете на не знам колку опасна мафија или бандити кои што работат против доброто на граѓаните, исклучиво само и само против доброто, и нормално главното дека премиерот Мицкоски работел под диктат. И обично што се случи они кои ќе нападна дека некој дека конкретно премиеров дека работи под диктат. И он одма, пошто работи под диктат, одма директно ќе им порача, тој сам на себе ќе се издиктира и ќе им порача вака: нема предвремени избори. No. Нема такви зафрканци. Така и на Дуј му порача: немојте да си ги лажете граѓаните. Тој филм со предвремени избори нема да го гледате. Затоа што вас како партија ви интересира само да си ги вратите привилегиите и моќта. Вие реформа ниту една не направивте. Демек нема еден успешен проект со кој ќе се пофали Дуј. Значи толку директен беше премиерот обраќањето. Ја ќе му кажам: премиере, грешиш, грешен си. Како така немаат ниту еден успешен проект? Срам да ти е, премиер. Како можеш така да кажеш за тој? Нема ли ни еден успешен проект? Има еден, премиере. Еден, запамти го ова. И најуспешниот проект на Дуј е пресадената коса на Бујар Османи. Фати подлога маме моева меј. Као грмушка на глади, Джими Хендрикс гомна да јаде. Затоа ќе се кандидира сега на градоначалник. Мене зашто никој не ме кандидираше нигде за градоначалник? Воопшто ниту за советник ме покани да бидам. А тука бранам власта цело. Не ме покани. Зашто? Немам коса. Се заебавам, немате да мислите. Сега ете го овој бар свет. Значи, ниту сум побарал таква работа, ниту сум помислил. Али се ова со косава, значи све си е у реду. Овакво. Каде бе ти се кандидира некој за градоначалник, коса немаш? Ќе си рече тој коса на глава нема, па нас треба ќе ни посади тука, паркови ќе направи. Тој како што нема коса, ќе рече ти скомплексирани и тие дрва што стана у Скопје ќе ги досече. Све челаво да биде како што е неговата глава. Така размисле народ. И затоа знаеш дека у старт нема шанси. Се седиш на страна. И луѓето ви кажат: ништо не добив. Ништо не добив. Овие мислеа сега кој ќе дое ВМРО на власт, тама кога дојде пред година и нешто, дека ја нешто одма негде директор ќе ме става. Но добро, тоа така размишља. Пак се овие тоа од кујните на овие што ви кажам опозиционариве. Тоа таму потекнато кујните. Не, ништа не да не. Кај знаете бе? Кај знаете дека утре нема да дојде? Или завтра или преку? Никад не се знае тоа. Сега да ти кажам, малце комотно ми е што полека се врати во театар, па представи сега, па она. Небитно. Кај диктатор сме, без забегуем, кретен. Толку околу диктираниот Мицковски, како што велат опозиционерите,
и ми прати јасна порака дека не работи по диктат и тоа го видоа и се ќе станат уште побрутални кон него, уште по нервозни, затоа што пази сега едното го повлекува другото. Мислам овој едниве му повлекуваат, овој на Мицко не му го повлекуваат на Мицко, овој Мицковски му го повлекуваат. Мајко, вака гладен која кажам. Небитно. Овој го повлекува, нивната нервоза се дополнително ја повлекува и тоа што избори еве ги локалниве и тоа дополнително овие сањаат, појма немам, дека певица дека ќе победале Орци у Скопје. Добро си викаш, ако влегува е човек да сањари фантазијата е својствена најсвојствена на деца. Децата знаат најубаво да фантазираат. Мислам, што се у детско доба. Кој ќе пуштат фантазијата, кој знае кај може да им отиде. А тамо се тепаат со марсовци, не знам, бегаат од баба Рога. Се повампируваат. Свашта може да биде, се поименеа. И затоа е интересна детската фантазија, може многу далеко да отиде. Па така и со овие, што викаат, ќе го победел кандидатов на овие, на певица ќе го победел Орце као градоначалник на кандидат за градоначалник на Скопје. Фил, Рад звезда. Му висел на Орце на конец, му висела победата, ако вие влегли во втор круг, тој Амир Каси. О, Боже. Ама добра, ако е убаво, ја немам ништо као глумец против тоа да фантазираш, да сањариш. Тоа е убаво. Некако те смирува, те отргнува од реалноста, те прави херои, кој го спасува човештвото, кој го спасува градот, рецимо Скопје, ти дава некоја аура на овие стрип херои, на Бетмен, на Супермен, на полуписмен, на неписмен, све на меншо е. Не е важно ни тоа. Но само спомнавме чисто онака, и ова со демониве го искина Орце, тоа кој рече со демони се појави. Едино сгреши што пресериозно го каже тоа, па одма почна овие да го се спредачат со тоа демон да му цртаат како му искача, демек се борел со демони. Истребливачи духова, демона. Само знаете, све си мислам дека кој ќе размислиш малце подубоко за таа изјава, мислам дека не е далеку Орце од вистината. Дека овде се бориме со демони. Демони у човечки лик. А како да ги наречеш оние кои шо една година и кусур покрај тоа што им е толку прљав газот. Прљав до тука бидо. Да се година дена со преку својата пропаганда се обидуваат на најбрутален начин да оцрнат индивидуи од актуелната власт, вмешувајќи им и роднини внатре, деца, жени, се обидуваат да ги скомпрометираат на било кој начин, не бираат средства. Дали пирани поединци новинари, дали портали, дали медиуми, дали се измислуваат тука 300 глупости да се дифамира. Не се бираат средства, алатки, начини да се компрометира противникот, тоест власта, тоест поединци во власта, на најнизок може начин. Инструирани од надвор, платени од надвор, поддржани финансиски од надвор. Имали подемонско тоа да си работиш на подкопување на сопствената држава, на подкопување на темелите на својот идентитет. Тошковски, јас знаеш, не барам твоја оставка. Според мене си ја работиш работата. Де само малку отворете очи, у последно време се појавија повторно нови некои бугарашки порталчи, некои што искачаат на Facebook со она линкчено како се вика следи. Бугарашки порталчи некои што шират антимакедонизам. Не знам од кај доаѓаат, зашто се појавуваат, но сметам дека вие, како МВР, Тошковски, треба да реагирате и треба подитно да ги банирате или да како иде тоа да побарате забрана за нивно емитување, тоест поставување на Facebook платформата и на другите платформи у Македонија, подитно. Една мислам се вика Вистина, МК, другото нешто се вика Болгари против македонисти, србомани и некои такви имиња имаат. Или, например, историска, некоја, не знам што, портал, нешто се вика Историската Вистина. Се такви бугарашки портали. Комплетно антимакедонски насочени. Со цел
ширење на антимакедонска, бугарска шовинистичка пропаганда, труење на нашиот медиумски простор. Тошковски, апел до тебе, до агенциите за безбедност, не знам кој го има тоа под ингеренција, што се кај нас, да прочачкате кои се ова портали кои што шират бугараштина и нормално да ги санкционирате доколку се поврзани со наши тука, мада не верувам дека парите со кои што се поддржани доаѓаат од тука, но да видите кој стои свет за тоа, дали има тоа некој колегиум уреднички тамо што ги прави, дали се луѓе поединци, и нормално тоа све доколку го откриете, да ги поапсите сите до еден. И да одговараат за подкопување на уставниот поредок и за ширење на субверзивна антимакедонска пропаганда во Македонија. Сите од прв до последен. И чоко да не ви требна. А кога сме кај она што го кажавме брутално подкопување на сопствениот народ, на достоинството, на темелите на идентитетот на народот, треба да знаете, сега поготоа кога се појави овие нови бугарашки гласила по овие платформиве, уште еднаш да повториме зошто бугарите не смеат ни подразно, ни случајно да влезат во уставот и да се направат уставни измени за да влезат бугарите во македонскиот устав. Тоа директно ќе значи федерализација на Македонија, затоа што бугарите со самиот влез во уставот би добиле политичка моќ, би го искористиле сите права што ги искористија албанците со рамковен договор, иако албанците на некој начин имаат далеку повеќе историски и етнички причини да бараат она што го бараат. За разлика од тоа, историски и етнички подлога бугарите да бараат примање во македонскиот устав како посебна заедница, такви услови тие не исполнуваат, тоест немаат. И тука треба да заврши приказната. Влегувањето на бугарите во уставот ќе значи отворање на уште една Пандорина кутија, затоа што ќе бараат своја партија, своји општини, своји квоти за вработување и што е најинтересно, преку своите образовни системи, што ќе ги спроведуваат во ново отворените училишта, образовни кути, не знам како да ги наречам, установи, ќе се предаваат нивната историја и дополнително ќе го подкопуваат македонскиот идентитет во превод внатре во сопствената ни држава, ќе ги трујат младите, новите генерации, ќе им го перат мозокот од мали дека се бугари, дека македонски народ не постои, дека македонска историја не постои, ќе промовираат на нивни медиуми што ќе се појават нови телевизии, така натаму ќе промовираат антимакедонски наратив, како што едниот од овие портали што го спомнав, не знам дали беше, ама тие си ги презимаат, еден ќе објави, другиот пример, таа вистина МК, мислам така се вика, ќе преземе од овие, не се знае више кој од кого презима, пошто очигледно се врзани меѓу себе. Значи постираат делови од емисии на тој Трифонов, како се вика, тој славен, тој бугарскиот водител, кај што во негови емисии разни полудилетанти глумци кажуваат висови кои што се страотно антимакедонски, шовинистички насочени кон Македонија, се исмееваат со Македонија и македонците. Токму такви делови од емисии објавуваат на своите портали. Затоа ви објаснив уште еднаш што значи примање на влезот во бугарите во уставот, во кратки црти ви објаснив. Тоа ќе значи здружување на силите на одредени непријателски групации во Македонија, кои што ќе бидат овој пат многу посилни, да ја распачат Македонија однатре или да ја применат до крај она салама стратегија на која што изложена Македонија од 2001 година наваму. Јас би рекол и од порано, но ајде да земеме некој датум 2001 година па натаму. Наваму тоа е салама стратегијата, тоа значи дека парче по парче ја сечат како салама, државата додека не ја приграбат, тоест додека не ја конзумираат села за себе, додека не ја преживаат во или додека не помине низ нивниот дигестивен тракт да си ја направат онаква каква што највише им одговара. Од тие причини не смее македонците ниту да помислат, ниту партијата на власт ВМРО ДПМН со коалиционите партнери, не смее ниту да помисли, ниту во кошмар да отвори устав и да ги прими она шака луѓе, што не се ни 3000, кои што се нарекуваат бугари, да влезат во уставот како
како народ. Треба да се знае и дека истите оние кои работеа во времето на СДС за потребите на таа квислиншка гарнитура, Македонија да го смени името, Преспанскиот договор, тоа беше првото парче од саламата што го исекоа, па следеше нели уцените од Бугарија, договорот со Бугарија, па следеше францускиот предлог како резултат на бугарските шовинистички барања во бландата завиткана наречена француски предлог, и следеше како последниот дел од саламата барање на промена на отварање на уставот и примање на бугарите во уставот. Последното делче од саламата е кога јаги сега Европска унија најавува демек некои гаранции да ни даде дека бугарите нема да бараат ништо друго освен промена во уставот. Не. Тројански конј во европско-унијатска режија во корист на Бугарија. Не, никаква гаранција не ти дава. Отворите ли устав, ги приметили бугарите, готово е со Македонија. Кои ќе се уидисаат со некои екстремистички албански тоа е готово со Македонија више. Крај. Федерализација подпишана. Небитно. Друго сакав да кажам. Истите оние кои работеа на ова отсекување на ова делкање на саламата, стратегијата салам, истите оние кои во време кога СДС беше на власт беа нивни перјаници, најистакнати во рушење на македонството, на позициите преговарачки на Македонија, уништување на македонскиот идентитет. Ги знаете кои се? Николче, Рада, Бојан Бабачко. Истите тие и ден денеска зад кулисите роварат и ја протуркуваат идејата за промена на устав и влез на бугарите во уставот. Само да знаете, истите, заедно со онаа камарила што спомнав пропагандистичка, од оние медиуми кои што преска, овие кои што се на опозицијата, сите се заедно уидисани во истата таа приказна. Токму затоа не смееме да подклекнеме. Македонците ја сватија таа игра. Мислам дека преку 70% денес кога би се правила анкета од македонците, 70 и повеќе посто се против отварањето на уставот и примање на бугарите во уставот. Се надевам дека оние 30% останати ќе се свестат на време и дека кога ќе се прави следната анкета ќе бидеме сите едногласни дека тие во уставот македонски не смеат ни да примирисаат. А во меѓувреме, нормално изборите се во тек. Ќе бидат користени уште многу начини како да се дифамира, компрометира, нели, поединци во власта, нема пак да се бираат средства, но поентата ми е на све. Сето тоа само зборува една друга работа. Колку е нервозата кај опозицијата, оние што се нарекуваат опозиција, колку е нервозата голема, колку е очајот и бесот голем, што реално немаат ниту моќ, ниту инфраструктура, ниту подлога, терен да го загрозат во моментот ВМРО ДПМН. Се гледаме.